Ministri bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë u Iravet Cvetan Tripunovski gjembajti një tribun në komunën e Kërçovës. Në kuadër të fushatës Zëri që dëgjojmë, më e mira maqedonase, ministri Tripunovski zhvilloi këtë takim me bujqit, ku diskutua për aktivitetet e deritanishme të ministrisë, si dhe për masat dhe politikat aktuale dhe të ardhshme në sektorin e bujqësisë. Teksti veçantë që kushtua komunikimit të drejt për drejt me bujqit, me qëllim krijimin e politikave që i përgjigjen nevojave reale të tyre. Në një deklarat për mediat, ministri Tripunovski theksoi se qëllimi i këtyre tribunave është shkëmbimi i mendimeve me bujqit, për të përcaktuar drejtimin në të cilin duhet të zhvillohen politikat e ministrisë dhe të qeverisë në tërësi. Секаде едно од главните поенти на ваквите трибини е размена на дискусии со земјоделците во делот на тоа во каква насока треба да се движат политиките во рамки на Министерството за земјоделство и нормално во владата во целина. Се наоѓаме во еден речиси земјоделски крај, каде што во нашиот регистар има некаде околу 1500 евидентирани земјоделски стопанства. Најголем застапеност на земјоделството е во делот на пчеларството, сточарството и во делот на полјоделските култури, така да очекувам дека ќе се движат дискусиите во таа насока. Ние и во идниот период продолжуваме со ваквите активности во другите делови од нашата држава со цел да го фатиме секој еден наш сограѓанин, секој еден земјоделец, секој една рурална општина и да разговараме за актуелните теми во делот на земјоделството. Kryetari i Komunës së Kërçovës, Aleksandar Jovanovski, falenderoi ministrin për organizimin e kësaj tribune, e cila mundsoi buqve të informohen dhe të marrin përgjigje për kërkesat e tyre. Му благодарен на министерот што ќе услиши нашите барања да не посети, да направиме една дебата, да ги удостоиме земјоделците, да им одговори на сите оние горливи прашања кои ги интересираат и се надевам дека ќе ги задоволиме сите нивни барања денес. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm edhe deputeti i zonës Gjorgja Sajkoski, i cili u drejtua të pranishmive duke theksuar rëndësinë e mbështetjes për sektorin e bujqësisë. Кичево ќе биде помогнато, Кичево ќе има развој. Кичево имаше во минатото земјоделие повеќе сточарство и не може сега да се фалиме дека имаме некое големо земјоделие или големо сточарство, меѓутоа мора да истакнеме дека во минатото Кичево беше сточарски, земјоделски крај. Кичево имаше и систем за наводнување кој сега не знам во каква ситуација, во која фаза е и во каква ситуација е. Треба да се насочиме кон подобрување и стварање услови за да може да се инициираат и нови земјоделци и постоечките да можат да одговорат на потребите на она што е сушно потребно за нашиот град. Nga ana tjetër, bujqit e pranishëm patën mundësinë të parashtrojnë pyetje lidhur me politikat e qeverisë, duke sqaruar më mirë mundësitë dhe masa që u ofrohen për përmirësimin e kushteve të tyre. Имам две прашања. Првото прашање ми е во врска со националната програма, дали е опфатена мерка или ќе се опфати околу финансирање за адаптација, реновирање на штали, тоест помошни објекти со правен статус во фарми, тоа е едното, и втора мерка дали ќе се овозможи финансирање на набавка на расни грла, конкретно овци и кози. Тие се наводнува, имаше сами луѓето се организираат, правеа брани, ама бидејќи сега по каналите се затупани, немат начин сега се помалце вода имат, поречните корита се намали и нас не е потребно да имат захвати, сврстиш со уредени затварачи и да имат начин со цевковот. Најдобро да може да се направи да не се растурат водата, да не понират.